тука сме со вас, но да излеземе на дебати со експертската јавност, бидејќи носиме одговорност тоа да биде како што треба и да го издискутираме, не е само ние што мислиме, туку и да се издебатира пред да влезат законските решенија. Инаку, кога ви зборувам за отвореност на податоците, мислам дека е тоа многу важно и, например, например, ке персонален данок на доход е едно од битните прашања е да се добија распоред на граѓаните според нивниот доход. Тоа никогаш до сега УЈП не го објавило. Обично имало приказ за некој еден двајца најбогати колку пари имале, ама немало нормални земји, тоа го објавуваат. Сега моето едно од, може не основно, ама некој од првите барања до директорот на УЈП ќе биде тие распореди да бидат јавно достапни. Значи, новинарите, академска заедница, професионалци, институции да може да ги гледаат. Практично да видиме што се случува со дистрибуцијата на доходот внатре. Кој ќе биде директор на УЈП, да не може да не откриете? Тоа е едно прашање и друго. Има во програмата и некои промени кај придонесите. Дека ми се шири некој страт, дека е можно да се зголемат ставките на придонеси. Значи, јас апсолутно тврдам дека такво нешто не постои. Значи, тоа е практично на собраниската седница кога не бира, гледам дека сегашната опозиција инсистираше на тоа, но тоа никаде не го пишува, нити нашите размислувања се во таа насока. Значи, остануваат придонесите, ќе останат? Апсолутно да. Јас ќе направам се да одиме со прво. Значи на Македонија, еве веќе разговаравме со Светска банка, мислам дека ќе треба една сериозна анализа за долгорочни реформи во пензискиот систем, но на краток рок мислам дека никој не смее да брза со такви промени. И ова е важно прашање. Мислам дека јас еве најискрено ќе ви кажам, значи доаѓам секој ден, бидејќи стварно блиску живеам, не сум многу далеко од тука, но доаѓам пешки на работа, но сум запрепастен колку возила биле доделени на поранешни функционери. Така да, мислам дека и во институциите, реформите, значи, кога зборуваме за кратења, значи треба да бидат направени во таа насока. Кратења на тој комодитет и луксус на власта. Дури вчера знам дека имавме некои прашања за слободен пристап до информација, дозволив да новинари да добијат таков пристап. Мислам дека и јавноста ако прави притисок, дека тоа ќе биде добро за земјата и ќе биде добро за јавните финанси. Ова е од едниот агол. А ако ме прашувате од другиот, дали мислите дека од мислам ако мислевте за тоа, чисто ќе ви одговорам. Дали мислите дека од економска некоја замрзната ситуација како ние што сме може да се излезе со кратење на вкупната големина на буџетот? Ја мислам дека не може. Јас ќе го проверам тоа, но еве денеска пред да дојдам тука, значи видов дека практично немаме некои иницирани налози. Така да тоа може би е некаде на друго место заглавено, не е во финанси. Па сега, ја тоа преска го одговарав.
Значи мислам дека ние ќе ја задржиме динамиката на таа е до јуни, сега веќе правиме планови како да продолжиме натаму, но сега тоа треба да правите разлика дека во моментов практично постои во финансискиот сектор еден вишок на ликвидност кој што тој не е внесен во економијата. Сега ние размислуваме, значи ако тоа домашно задолжување ние се фокусираме на него, значи преку него ќе обезбедиме многу пониски каматни стапки, но исто така сега ќе треба и ние да донесеме одлука и анализа кое е тоа оптимално ниво, кое што тоа можеби не треба да биде целото, туку пониско, значи кое што нема да предизвика краудинг аут. Значи нешто да им оставиме и на компаниите за да има многу повеќе движење во економијата. Ќе зависи од нашата одлука. Иначе треба да знаете дека на аукцијата во вторникот имаше 4,5 пати поголем интерес за обврзницата на државата од тоа што беше предвидено. Така да тоа е добро. Значи тоа е добро за економијата и за практично за состојбата. Јас ќе се обидам, значи преку овакво отварање на транспарентност, преку многу повеќе чекори, значи да ја стабилизираме вербата во институциите. Тоа ќе биде добро. Бидејќи на крај тоа ќе се рефлектира во цената која што, бидејќи ова не е институција, например, на некого, туку ова се финансира со пари на даночни обврзници, цената која што ќе ја плаќаат даночните обврзници ќе биде пониска ако успееме да направиме реформи, ако го зголемиме кредибилитетот на институциите, значи тоа ќе биде добро за сите. Само што една работа, министер, спомнавте оптимизам постои кај меѓународни финансиски институции, банки. Има ли некакви преговори, може би на таков начин да се обезбеди некое поевтино кредитирање? И некоја нова соработка со тие институции? Да, тој правец се разговара од домашниот пазар. И веќе знаеме каква е катастрофална ситуацијата сега и дали од тој правец нешто Кога видите оптимизам, дали значи јас сум среќен бидејќи при разговорите со нас, значи тие има исклучителна позитивност, енергија практично да дадат поддршка за реформи. Значи поддршка на различни начини, преку технички помош, преку други начини на поддршка и тоа е добро. Значи ние ќе размислиме што ни треба, но ја клучно кое што мислам и го кажував е дека ако се решиме на некој таков чекор, ќе биде да немаме некои онакви тврди ограничувања, бидејќи тврди ограничувања и сериозни кратења нема да ја донесат добро на економијата. Значи, прво, јас ви кажувам дека на буџетската сметка има, значи сега има различна е состојбата, ама на 31.5, значи бројката која што ви ја кажувам е таа и сега вие судите дали е голема или мала. На буџетската сметка, значи она што сервисира 400 милиони денари. А истовремено, значи на девизната сметка имаше и тие стојат се уште, бидејќи тие ние не сакаме да ги употребуваме за сервисирање на домашни обврски, значи има 209 милиони евра. Тие пари, значи според проекциите на министерството, ќе бидат употребени, бидејќи веќе се претходната влада превземала обврски и значи сите пари што стојат на девизната сметка ќе бидат употребени за сервисирање на долговите до крајот на годината. Во јануари 2019 година, значи од направени поранешни задолжувања ќе ни дојдат некои 90 милиони евра. Но јас ви велам дека сега сме во позиција да донесуваме одлуки. Главно нешто е што треба да направиме, ако го гледавте вчера извештајот на
на овие на кредит агенциите, тие зборуваат за фискалната стратегија. Значи, ние мора од денеска да се поставиме и да размислуваме нашите чекори да бидат не само да ги решиме до крајот на годината или не само да ја решиме јануари 2018, туку да гледаме подолгорочно. Значи, сега да направиме чекори кои што ќе започнат. Значи, ние добиваме огромен товар на база на задолжување во 2020 и 2021 година. Но сега ќе мора да почнеме да размислуваме да ги решаваме и тие години, бидејќи времето ќе помине. Значи не смееме да бидеме неодговорни, да имаме само политики на краток рок. Така се случуваше пречесто, преку брзи избори се мислеше само на краток рок, затоа долгиот се изгуби. Значи се што ќе направиме, ќе правиме да го решава и долгиот рок. Значи мислам дека за вистинската бројка ќе можеме да зборуваме од кога ќе заврши периодот на утврдување колку се arrears во економијата и дека тоа е најправилното. Но факт е дека ни сите овие години, значи ни сите овие години од 2008 до сега јавниот долг сериозно е зголемен. Значи тоа е главно. Сега, ние имавме, на почетокот мислам ви зборував дека постои тука работна група која 2-3 години работела на Public Finance Management реформа, но толку само работела, нема никакви промени. Ние направивме притисок од старт да се состане, да видиме, и сега едно од главните работи е, тие велат, треба да поставите таргети, значи различни таргети, може би да размислувате за фискални правила. Значи, таргети, например, порано постоеле, потоа со значаен раст на задолжувањето биле отстранети, но сега ние ќе направиме се да се постави ред, да се постави правила, да се постават правила и јавноста да биде на време информирана. Јас веќе кажав, значи една од фазите на ова процена на долгови, например, е да се утврди колку се тие во општините. Иначе и во програмата на владата стои дека ние мислиме да продолжиме со децентрализација на процесот на децентрализација, но тој зависи од состојбите кои што се во јавните финансии. Дадовме брзи рокови, значи дадовме првата линија да ги доставува веќе наредната недела, но тие ќе мора да се проверуваат. Бидејќи и порано Министерството за финансии, но има во неколку фази, например за општините и за јавните предпријатија ќе дојдат втора и трета фаза кои што зависат од капацитетот на администрацијата. Но велам и до сега се обидувале да прават проценка, но таа била пополнувана, сега ќе видиме дали точно или не, но сега на вистина ја лично правам притисок и по другите министри да многу внимание да посвети на ова. Јас мислам дека и се правам, значи да го запазиме оној рок кој што го пишува во програмата за работа на владата. Значи ние практично тамо велевме дека во првите 100 дена тоа ќе биде утврдено, ја правам се да биде многу побрзо. Но ви велам, значи сега
покрај тоа, значи правиме и други работи. Значи сакаме да мислам дека е битна и вие би требало да ја пренесете, да ги пренесете оние позитивни сигнали кои што ги даваме во економијата. Бидејќи за економските агенти ги движат и тие позитивни сигнали. Ова откочување, блокирање на поврат на ДДВ, значи би требало да ја раздвижиме економијата. Бидејќи јас сум уверен, еви во контакти со сите што ги имав, дека јас сум свесен дека носиме огромен товар, но дека ќе можеме да ја избуткаме работата. Има многу проблеми, значи, но сепак во Министерството за финансии постојат професионалци кои што ќе можат да ги доведат во ред. Значи професионалци, експерти кои што работеле на голем дел на години со различни влади. Значи и тоа е добро. Такви треба да бидат институциите. И сега ја гледам дека би сакал и да спомнам. Значи еве заедно со мене во мојот тим дојде и Бранимир Јовановиќ, знам дека и пишува некои медиуми за него. Ја би сакал да кажам дека секоја институција во Македонија треба да се гордее кога некој со докторат од Рим, со постдипломски од Британија ќе се реши да влезе, значи да се бори. Бидејќи Бранимир сигурно многу полесно би му било да биде истражувач и да има комодитет. Добро знаеме што поминавме овие први 7 дена, значи колку време посветивме, така да мислам дека јавноста треба да го почитува тоа. Ја би бил најсреќен ако можам уште едно 10 луѓе, 15 со докторати од надвор да може да дојдат во финансии да работат. Само така македонските институции ќе одат напред. Јас ви кажав, значи моите ставови беа и добро е тоа што луѓето од секторот Трезор значи знаете што ми е мене целта? Значи Трезорот во Министерството за финансии да функционира технички. Практично Министерот за финансии да нема никаква одлука дали нешто ќе помине или не, туку секој налог што ќе дојде да си помине низ Трезорот, како кога носите налог во банка ви поминува за ден-два. Значи целото мое настојување тука ќе биде да дојдеме до таква состојба. Во моментов, значи, тоа и странски институции пишувале, може би има некој проблем со проекции, но од аспект на политичко размислување, на волја, на економски намери, ќе направам се тоа да го направиме. Значи, затоа субвенциите во земјоделството од значителен обем беа пуштени, мислам, во понеделникот. Првиот или вториот ден, работен ден, беа пуштени значајен износ на субвенции. Логиката беше дека ако тоа се за ситни земјоделци, луѓе кои што ќе ги употребат, било да докупат, било нешто за дома да купат, да докупат нешто за тоа што го работат, некој материјал, тоа ќе биде добро, ќе почне да ја врти економијата и дека ние не треба да ги кочиме во тоа. А тоа пак ќе се врати преку даноци, преку ДДВ, преку некои други приливи и ќе биде добро за сите. Мислам проекцијата во буџетот е некаде 5 милиарди и нешто. Ние исплативме денари, да. Сега ние исплативме, не ме фаќате за збор, но голем дел од нив. Голем дел. Тоа не зависи од нас. Значи тоа апсолутно не зависи од Министерството за финансии. Тоа зависи од платежната, од практично од земјоделство зависи и сега тоа е клучно. Значи тука во Трезорот гледаат практично тоа што е дојдено до финансии, иницирани налози. Значи ние првиот ден кога влеговме тука, тоа што го добивме како значи нешто што се собирало, мислам од 17 мај до крајот на месецот изнесуваше 2 милиарди, мислам 140 милиони денари. Пропуштивме согласно со проекцијата, пропуштивме нешто првите денови и денес ќе биде другото исплатено, така да нема да има иницирани налози кои што стојат.
Значи, видите, апсолутно, тоа успорување на плаќањето на ДДВ го прави тоа што го објаснува премиерот, бидејќи некоја фирма, значи фирмите, добро знаеме, се размислуваат дали ќе дадат фактура, бидејќи треба да го платат ДДВ-то, а потоа не се сигурни колку ќе биде доцнењето од страна на државата. Значи, една од придобивките и тоа. Значи, ако се убрза процесот, тогаш тие многу помалку би размислувале значи ќе сакаат да фактурираат и ќе биде добро. Значи, ќе имаме поголем, она преска што ви го кажува бруто ДДВ. Јас стварно не сум фокусиран на фирми, значи знам дека според податоците што ги видов во мај се исплатен поврат на ДДВ некад милиарда и нешто денари, а ви кажувам дека ние во првата недела исплативме, значи во прва недела ќе исплатиме скоро двојното. Значи, првите упатства, секторот за буџет, значи почна да работи на ребалансот, првите упатства што ги добија, значи главната насока, сега и немавме многу денови, но веднаш стартувавме, се да практично да исчистат све што се неефикасни трошења. Мислам дека тоа е паметна постапка за правење на ребаланс, неефикасни трошења и ќе видиме колкав простор ќе ни остане. Но ја преземам обврска за некои од клучни, например, минимална плата, да има обавезно место во ребалансот на буџет. Иако, на старт кога зборувавме и барав, ајде повеќе да создадеме простор за капитални инвестиции, но и ме предупредуваат луѓето тука дека дури и да ставиме, да речеме, да имаме волја да ставиме, кај капиталните е прашање дали може да имате тендер и тоа. Заради тоа сакам да бидеме чисти пред јавноста дека ние ќе направиме се, значи да исчистиме ефикасноста секаде каде што можеме да додаеме капитални инвестиции, но за ребалансот сигурно ќе имаме констренц, ограничување. Да, но треба да знаете дека Министерството за финансии практично нема ингеренции за да практично да спречува. Тоа е на база на значи буџетски корисник, налог кој што мислам дека го вратил повторно кај себе налогот. Не, апсолутно, значи ја не мислам дека ја толку време зборував за раст на платите, значи апсолутно последно нешто што ќе ми текне е да мислам дека платите треба да се намалуваат. Ви дадов и пример, значи ја изборував со луѓето тука, значи во Министерство за финансии, значи ова е носечка институција, значи тие дури ја мислам имаат и стварно ниски плати. И дека имаат преголема одговорност и дека последно нешто, значи нема ни да помислам да се намалуваат платите. Исто така мислам дека ние Македонија има простор да се направи, ако веќе прашувате, сериозна даночна реформа во други делови. Еве ви кажа во кој, значи поправедно одначување на доход, значи може и некои други области, кај имоти. Значи во програмата на владата стои јасно дека во почетниот период заради стабилности на економските субјекти не планираме да правиме промени, иако
еве знам дека Бранимир доста разгледува тоа, значи би требало јавноста да има и анализи и тоа дали може некои други работи, но на почетокот економските субјекти треба да си бидат на чисто дека дури сите промени во кај даноците што ќе ги направиме, ќе гледаме да не бидат наше мислење само, туку да ги отвараме, да бидат дебатирани, дискутирани со цел да го избереме тоа што е најдобро за оваа земја. Бидејќи тие прашања за даноците се многу важни, значи би требало да бидат отварани, многу поважни од она што со години го слушавме дека само нискиот данок, само што помали даноци тоа е подобро, што е апсолутно погрешно, бидејќи како ќе имаме добро образование, добро здравство, како ќе можеме да правиме патишта, ако продолжиме со истата приказна дека само ниските даноци се добри.